Нови преговори за минималната плата. Ако не се изгласа законот со кој таа ќе изнесува 18.000 денари, ССМ најавува големи блокади и штрајкови. Ја повика владата да донесе решение во корист на синдикатот и работниците, а не да ги штити работодавачите. Дали и како државата ќе ја субвенционира минималната плата на фирмите кои не можат да ја исплатат? На синдикатот не му е битно. Само оттаму велат дека таа за секогаш ќе мора да ја има вредноста од 60% од просечната плата во земјава. Крајниот рок за наоѓање на решение е во четврток, кога пред собранието е ставена точката на дневен ред. Компромис нема, доколку во четврток од страна на патиците во собранието не биде донесен закон за минимална плата, со кој што исто така скалесто ќе се усогласат и останатите плати, ние штапуваме во штрајк, кој што ќе го изнесеме во разни форми, преку блокирање на патици, патишта, крстосници, слободни економски зони, неработа на одредени работни места во од одредени стопански субјекти. Бизнис секторот пак до владата имаше два различни предлози. Организацијата на работодавачи сметаше дека минималецот годинава треба да порасне до 16.300 денари. Сметаат дека нивниот предлог е најдобар и најодржлив. Вториот предлог дојде од Бизнис конфедерацијата, која се согласува на 18.000 денари минималец, но 50% од трошоците да се субвенционираат од буџетот. Токму тој ја отвори дополнителна работа на владата. На економски совет ќе расправа колкави давачки ќе има државата, ако ја субвенционира платата, како ќе влијае врз буџетот и дали и колку би се зголемил јавниот долг.